имало правни субјекти кои што досега и воопшто и немале никакви документи. Имало и несреќа, посебно несреќата во Тетовско што се случи во однос на една од фабриките за бои и лакови, каде штетата беше огромна, меѓутоа ништо не можеше ни од осигурителните компании да се покрива ни од било кој друг, ни од државата, затоа што истиве не подлегне, односно немале никакви документи во однос на заштитата и спасувањето, посебно во работење со опасни материи. Сега не би сакал да ниту да навлезам во детали, ниту да кажам нешто што другите институции на други институции има надлежност. Меѓутоа беше кажано дека посебно фабриката у Тетово која гореше имаше спуштено доста опасни материи, канцерогени материи. Чисто сакам да упатам еден апел и да укажам дека дел од луѓето кои што интервенира во тој пожар и уште ден денеска имаат проблеми со нивното здравје. Така да штетите се огромни без разлика што мислиме дека еден пожар е далеку и така натаму. Односно, ние имавме друг пожар сега многу брзо во центарот на Скопје која гореше универзална сала. Значи, се што гори во населено место, без разлика од што материја да е, сепак испушта частички кои што се многу опасни, посебно по здравјето на помалите и на луѓе со хронични болести. Нажалост, можам да ве уверам дека е многу ниско нивото на свест. Јас можам да набројам дури правни субјекти кои што и воопшто немаат работат со опасни материи. Ние имаме извршени и инспекцијски надзори кај истиве, имаме и донесени решенија за казни, за мерки кои што треба да ги спроведуваат. Меѓутоа се сведуваме да и на суд истиве да добијат некоја многу символична казна